Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Че го ствари да видиме пред 2 дена, иначе пред 12. Другари, не сум снимал камери, мамери, се живо. Абе, цел ден ке седам, ништо нема да се случи. Земам да снимам видео, ракуни, гризли мечки, не знам уште шо, брат, нема да се појави на камерите, сега се активираа камерите, шо сега се движи надвор да видиме. Пајак, брат, што се движи на камерите, брат. Шо да ви кажам? Шо да ви кажам, не знам шо да ви речем. Моите камери оддавна привлечуваат чуда. Како и да е, утепаме некоја секунда таму. Другари, сајто Славчо го направи страшна работа, брат и брат. Ово е science fiction, брат. Оваков сајт, знаеш колку време тражив некој да го среди, да го направи. И гледај, брат, тука цапата. Горе ка си уживо. И тука од Twitter. Од Twitter си ги вртите. Много јако. Да, кој сака, да не забравяте Translate и тука. Гледате ли доле лево у корнеру, изберете на македонски. Другари, не може сега више да се лажите, не бива на македонски, нема на македонски, братче. Има на македонски. Ги тука најновите вести за видеото. Инаку и тука гледате, исто се гледат горе. Не знам кој беше, ми некој пишал дека не ги видел. Сега баш му пишав на Славчо. Они тука се вишите, најнови вести и најнови вести за видео се тука. Али не знам кој се беше пожелел дека овие треба да бидат поголеми. Кажав на Славчо, ако може ќе ги зголеме малку. Значи, ово е фактички мојот YouTube канал и кој е последното видео кое е стајано. Еве сега ово. Сега ово што ќе снимам, автоматски ќе се појави тоа. Од денеска што сум го снимал, ово е на Славчо канал. Ово се поддржани канали, бе ме прашале што е финтата, ово е ТВ Срекна Србија, фактички на англиски го ќе врнам. Јас извинувам, ама вештачката интелигенција е слаба со кирилицата. И до душа и кажи го, благодарение на тај канал што ме викнаа на гости. И ми понедија секој вторник и четврток, али моментално не можам. У нивна чест, гледаш тие канали што се ме викале, ставив за ТВ Happy и кој ќе натиснете, директно ве носе на нивниот канал. Значи тоа е јутрни програм на ТВ Happy. Тука е на Татунчо, Татунчо ќе ми извине, и мене многу пати вика на гости, али најдобра опција беше Славчо се појаве, пошто Татунчо знаев дека сака по технички работи да праша. Додека јас сум конспираси, а моментално не е баш погодно за конспираси да го кажувам, затоа што луѓето едноставно прво треба да влезат у крипто и у сите тие работи, за после ко почнеш за конспираси да избореш и одма тука малку скептици и тие чуда. Така да Infomax исто чекам да ми го пратат видеото за да го ставам, пошто не можев да го најдам. Иначе другото е Доктор Горан. Најпознат е на Instagram канало. Чека, забравив да го отворам, кај Татунчо. Директно ве носе на неговиот YouTube канал. И ово е на Доктор Горан. Он не знам дали има уствари YouTube канал. Он гостим му бев на Instagram и тогава за прв пат се шокирав в Instagram колку добар видео квалитет имаше, за разлика например на Infomax и на ТВ Happy, кога бев не беше толку многу квалитетен. Ево Доктор Горан, цар човек, брач. И 59.000 е стигнал, браво, супер. Доктор Горан заслужува и пола милион минимум да биде, типо е стварно души човек. Тој е единствениот доктор што мислам имам респект спрема него. Тука цел такво сум посветил на гейминг.
за сега, освен Star Atlas, луѓе, за жал, ниту една друга не заслужува. Axie Infinity, можда некој мало аголче да и дадам, кога ќе се врне со Land Game, јуни месец, да видиме што ќе направи. Гала, знаете и самите дека може да се врнам тука, дека беше на моите My Coin Watchlist. Биткоин си оде супер. Ја многу луѓе зборам време. Биткоин доминанс, биткоин 30%, ама изгледа никој не ме слуша, брат. И после коментари, брат, само биткоин, другари. Ако купувавте 30% биткоин, 30% етериум, 30% Cardano, немаше да има зима, брат. Гледате ли што се дешава? И 10% нека си биравте дали да купите BNB, Solana, Chainlink, Stellar, Polkadot, VeChain, Gala, чекам, без разлика колку шо ќе имплементират, чекам да дојде нели тај all time high, дури на колку беше 0.70, кеширам сежу и сам не знам што да направат, јас сум кажал колку беше. 0.74, на 0.74 ќе продава. На 0.74 го продавам и дев да ми се чинат. И се што имам таму од земја, од Spider Tank, све. Sandbox исто. Axie Infinity исто планирам да продавам се, освен ако тај Land Game што го чекам 7 години, човече, да видам каков и ако е автоматизација нешто, да може да се направи. Разбираш или ако е стварно многу интересен, например, да речеме утеко на дено, да речеме саат, 2, да може така да е стварно многу јак како World of Warcraft да го играам, иначе може и од Axie Infinity сежио да продавам и комплетно се посветувам само на Star Atlas. И Star Atlas другачиња си типчето си има автоматизација и копаси и другите муцачини таму. Немам немам проблем да си ги играам кога има награди. Ронин, другари, беше доста литнал. Ронин, поради сите тие игри што ги има на неговата таква мрежа, највеќе збора дека е возможно да полита, не е финансиски совет, тоа кажувам, нели, што се зборе. KuCoin исто беше доста летал самата берза. Јупитер ви кажав, луѓе, гледајте. У 7 дена само он зелен, беше многу повеќе. Значи, гледате ли Јупитер, обрнете внимание на тоа чудо, мислам дека тешка работа да не го користат, а колку повеќе го користат, толку повеќе ќе лита. Star Atlas и Atlas факт, Star Atlas е тоа малку, нели, лошо измислено, ама Atlas не е уствари лошо измислено, ово си е Star Atlas од играта, Atlas е in-game токено, од Star Atlas DAO, Policy е, да речеме, како акциите од компанијата, доста паѓа заради тоа што, другари, има мал market cap, не е достапен на повеќето берзи и не го спремав дека беше, што ми се исклучило сега тука, дека беше зашо бев го спремал сега деки го најдам толку надоле, ја нон-стоп постирам, али многу добар и го бев извадил тај инсечок, многу добро беше кажал газдата. Оп, че да имаме тука негде дали беше, кога беше, пред неколку дена ли беше тоа? Многу добро кажа, брат, типо, и тоа ми се свиѓа, за тоа толку многу верувам у Star Atlas, оптео ја. Тука па не сам го копирал. Многу добро беше кажал типчето, дека не го интересира него да... сега дека да го имам, со извинение. Треба да не псувам, на YouTube ќе ми стават такво рестрикција и па уличното кафе шема школа од Македонија го носим у мене. Не изгледа тоа, брат, не на Марс, не на Америка, на Марс да отидете, џаве. Сега, брат, ој па го најде, брат. Како е да е тука кој сака да прочита многу јак текст, фактички него не го интересира да рекламира, како сите други што се рекламира игри, па да ги напумпат, па после да идат у дупката.
него го интересира да направи игра што стварно самите берези ќе одлучат дека треба да го стават затоа што е квалитетна играта. Брат, 335 милиони тука има и уште 250 милиона, брат. Не е возможно, значи има доволно пари за да се развиват, што е сериозни суми на пари, а замисли си натаму и уште ќе продават бродови чуда. Значи кој сака тексто, баш ќе го ставам. Ја го имам споделено, ама вас како што ве мрзе да читате со извинение сега, ама тоа е реалноста. Тука иначе се развива доста. Чекай само не завршив, што беше опс. Тука е значи за Стар Атлас, тај корнер и тука се гледате од нивната такво твитовите. И сакате директно да идете тука. Translate, нели тие што не знаете на македонски ќе ударете и кој сака подетално да го прочита, тука ја гледате цап и ќе го однесе директно на оригиналните објава. Доле за блокчейн, мислам ова за биткоин, за Cardano и Ethereum. Славчо кажа ќе снима видео за Cardano и за Ethereum. Јас имам многу јако видео за Cardano, ама мислам дека Славчо ќе снима посебно видео. За биткоин видеото му го гледајте. Ова е contact information. Другари, не прекајте мейлови тука, прекајте ми пораки. Не прекајте тука мейлови, тоа е оставено за, например, тие што сакате вебсайт Славчо да ви направи, не го контактирајте тука Славчо. Кажи го. Мене не ме контактирајте затоа што не го користам. Тај мейло е стаен за овоа, кажи го, за тука. Најчесто Славчо ги прима овоа, кажи го, Славчо ги гледа мейловите, затоа што ја имам многу мейлови од крипто сектори, од гейминг, таму што пратам и немам време да го читам и тај мейл. Не знам кој ми беше кажал, некој пратил таму чуда од прашања, брат, тоа забравете. Ја не можам да одговорам на месенџери, на Твитер и на Инстаграм, а не поуше фале мейл со прашање да ми поставувате, брат. Тоа стриктно е стајано професионално да го има за кој сака да контактира за вебсајтот, да речеме, за реклами, за тие работи. Затоа што другари гледате дека сепак тај сајт за да се одржува треба да прави и пари. Разбираш? Тоест, ние не ви наплаќаме од ништо. Доста е да го посетите. Гледам како што е 20 неколку души го споделија криптореволуција на вебсајтот. Што да ви кажам, брат, тоа типично балкански менталитет. Значи, над 10.000 луѓе сме и помогнале од сабајле до вечер да одговориме, хакирале ги, украделе и парите, мейло си забравил, пасвордо, юзернейм, на Binance го блокирале, на над 10.000 луѓе сме помогнале и сега нема кој да го споделе вебсајтот, ама не е проблем. Полека си крчка, од тука си крчка, разбираш, не е проблем тоа. Кажи го, тоа е тоа на вебсајтот, тука имате, гледате исто за цените. И полека и повише ќе се надоградуваат работи на него. Нема ништо, другари, потака биткоин конференцијата не можев да отидам затоа што, другари, од 7 мај нигде не може да се патува. Тоест, ја не може да патувам затоа што, другари, ја немам амерички пасош. И Трамп комплетно се смени, како што ви кажав. И 7 мај без Real ID не можеме веќе да патуваме никаде. Никаде не можеме да патуваме и ниту со воз, ниту со авион, ниту со брод, ниту со ништо. Трамп е решил, плано беше само нелегалните да ги депортира, ама очигледно не се стоеше на зборо. Сега испаѓа дека уопште никој више не му треба и прашање на време кога е на мене да рече ќе им пратат писмо или дури по улицата што се вика може ме сретнат да ми рече ајде чао брат, оди си, реален сум, не се зафркавам. Значи ако сум легално улезен тука, пошто го имам одбиено амерички пасош, немам земено. И роботизација не е 2030, тука спаднав грешка, може да и 2027 ќе биде. Значи, кога ќе сите се илегални депортират, дури илегалните ќе се пратат дома, кога ќе нема кој да работи, другари, следува роботизација
И типката тука, сенаторката, кажува дека 200 трилиони треба да упаднат у биткоин. Тоа тешка работа да сега би упаднале 200 трилиони, ама Трамп ќе планира до краја на неговиот мандат. Фактички неговиот мандат кој ќе заврши 2029-2030 е бул маркету. Тука негде, да, 2029-2030 можно е да се напумпа биткоини до 1 милион. И тоа е предпоставка, нели? Зависи нели што ќе одлучат. Значи сака да каже 5% имат резерви у злато, значи замислете си 5 резерви, 5%. Замислете си, јас извинувам, замислете си 5% у биткоин, тоа ќе е луда работа. И замислете си и други. Замислете си и другите држави да стават по 1%, 2%, збореме за стварно, другари, луда цена. Иначе, тоа е, што да ви кажам. Не може да зголемам сликата, ова кај спадне, нели, дека го коментирам, ако ќе зголемам сликата може да ми го избришат. Додуше ово YouTube може и што има музика, брат, да земе и музиката за што е пуштена. Значи YouTube е станал, што да ви кажам, брат. Нема зиму веќе, биткоин е иднината и тоа е тоа. Елитата си го спрема. Сега, другари, што е најинтересно, ние сме нелегалните. Ние сме тие што не сме амерички државјани, уствари го разработиме и Ethereum майнинг, и Cardano, и City игри, и Ethereum трансакциите. И сега нас не тргнаат сите берзи, брат, моментално. Нели, треба да имаш амерички пасош. Не амерички пасош, треба уствари да си, нели, женет и треба да имаш такса, социјален број и работна дозвола. И за па да се врнеш на сите берзи. Моментално, другари, од сите берзи сум тргнан и од тие другите што ги имав. Сум само на Gemini, од и таму имам tax ID со, нели, имав бизнес виза. И фактички, другари, тоа е. Америка за нас скоро е завршена. Прашање кој ќе тргнат, кој ќе ме тргнат, да речем, и од Gemini, фактички нема да можем ни да кеширам, ни да користам крипто. Тоест ќе можем на волетите таму да флипам, али за кеширање останав од толку многу берзи што имав и први што сум ги тестирал берзите и прв што сум кажи го зборил на овие теми и највеќе блокиран и бришени канали и се живо, дојде ред да нас не тргат од берзи, од тоа што никој до сега не веруваше у криптото, сега сите веруваат у криптото, ама ај чекај ќе ги тргнеме тие првите, ама како и да е. Ќе се оправиме, ќе се снајдеме, се преселиме у Дубај, таму ќе бидеме на Binance. Тука Охајо кандидато. Значи, у школите да се учи за биткоин, нешто што го кажав ја пред 12 години да стане реално, сами се смееше цела Македонија. To integrate financial literacy into our public education that includes the power of compounding, including education about Bitcoin as an asset class that every young person ought to be aware of as they make those financial decisions. To cultivate an education system that is participating in it with real skin in the game. Брат, шо почнувам од почеток, значи шо сака да каже дечкото, дека тоа е типчето, не? Дека елитата си го измисли, креира и сега децата време е да учат. Откако стана на лудница од $100,000 недостапна за обичните смртници, па дури за американците, и сега ќе учат што е биткоин, затоа што, братче, преку биткоин ќе взимат плати, биткоин е новото дигитално злато. Тоа е. Стар Атлас си растура со продажби, сега не е како едно време по 100,000, 200,000, 300,000, елитата си накупи.
Али 26.000 долари у бродови, от кои, например, C11 е само един е 16.000, се некои рече. Ей, брат, то не е много, брат, гледай, некой е купил, моята кола беше 12.000 в Америка, когато дойдов, значи това е купил 16.235 брод. То е ово чудо. Значи, замислете си, някой е купил брод по-скъп от моята кола в Америка, що беше първата. Фимбл Мамба, 20 комада за 5819, купено Pierce R8, един за 1700. То е скоро како мојо Z Fold телефона, ще се вика. До душа мојо Z Fold 2000, ама да. Claim Stake Tier се купува юнит. Значи, гледай, това е Claim Stake четворка. Един е само 1500 долари, брат. Значи играта си работе, еве тука, гледай брат, 8 милиарди и 800 милиона. Устор има потрошено 2,8 милиарди, они 3,3. Ей, чекай бе, ние най-често Устор секојаш беше правило гориво да троши, шо па сега они се прави. Значи Устор е сентиен робот, они е вонземјаните, мад се луѓето, за прв пат вонземјаните повише имат потрошено. Нешто се дешава, тия таму копат лудаците. Тука има другари... Зашо е вака? Требаше да е видео со подсачина. Карданчо, братче, типо е цар, се повеќе и повеќе внимание добива низ свето и више го постират и почнаа конечно да зборат, иако пробаат да лажат за него. Нали, секој му чест. Другари, ово е тука кој сака да го гледа. Турците мислам дека беа, кои играат 2 сати и 11 минути. Не може да го зголемам затоа што гледате YouTube ке рече дека крадам видеа, бла бла бла. Значи турниро е луд. Значи 2 сати 11, се појако и појако станува графиката, се појако и појако ќе ги направат арените, оружјата, се појако и појако станува се живо. Подобруват се и све се подобрува, брат. Све, секој сектор, секој сегмент у играта, секој деталче ќе биде изполирано, направено. Ефектите ќе бидат најаки, нови оружја, арени ќе има нови. Борби, народот се повише и повише сваќа што е финтата. Дека ово чудо е многу јако за играње и си играе. Мене ме многу криво што не сум во Македонија да организирам турнири да се играат. Тоа што гледате, иначе еден ме праша змеј ли е, и ја мислев прво дека е змеј, али не е, тие сенките што прелитуваат се фактички бродови од самата игра направени многу јако, ама и ја пробо мислев дека е змеј на таа правечната сенка. Другари, брат, станува поинтересно и поинтересно. Али дефинитивно си тражи компјутер, али тие што немате компјутер, преку шага, ќе земете преку шага. Ако не знаете што е, ќе си најдете. Преку шага ќе може да играете, не ви треба јак компјутер преку шага. Ќе си креирате профил и ќе играете. Ја ако се ослободам малку повеќе, имам некои врски, сакам да почнем ја да играам преку шага, да видиме колку е добро тоа чудо. Другари, народово више од цел свет се ангажира да играе. Тоа има награди, бродови, како што ви кажав, Чарлс Коскисон се повеќе и повеќе добива внимание, што е добро. Тука се гонат лудаците. Тука оваа мапа, ја не сам ја играл, тука не се знае кој на кој пука, брат. Тука може да ти шибне некој ласер, куршум од било дека. Bro, what the fuck. Не, добро е, развива се играта баш кој што мислев. Еден од овие аномалија
атрибут, бекграунд и костуми и глава, фактички $130, браче. Со него може да играат. $130, кој некој ќе си избере такви некои ретки, тоа чудо може и $500 или $1000 да биде после некој време. Се повеќе девојки гейминг, ево за шага. Филипинците, виетнамците почнуваат да играат, Индонезија да се уклучуваат да играат преку телефони. Не знам брат како. Мислам дека со тие од двете страната, не знам дали ги има во Македонија. Сигурно ги има, тука не си скапи, не си толку скапи, значи Samsung Z Fold е многу јако со тие двете од страната што може да се уклучат и може да се играе и подсачина и трки. Еве имаше, ја па испуштив го, знаеш дека испуштив го од турнира да го гледам. Ово е сапорт кочени секој чест за борбата. Тука се повеќе и повеќе борби. He's hunting! It's in! It's over! I think it's over! 2 points! They just need to make 1 point! It's over! We have the winner! Јако играев, сам Устор победуваше. Треба да изседнам, братче, да ги направам пепел. А вие глупости кој ми беше прашал за тоа и го споделив, брат, ја не верувам у тоа, брат. Све е тоа, елитата седи и контролира таму долу подромо. Никаква вештачка интелигенција, никаков чат GPT, никаков Марс GPT не може сам, брат. Све е тоа програми и утре ќе укриват вештачката интелигенција ако ќе направи некои глупости и напади, ќе преземи и нуклеарки, ракети, суперсонични чуда. Значи тоа е програма, другари, и тоа е тоа. Не може никој да му убеде, брат, што спротивното. Џајаме праките пораки. Друго, тука надоле повише дека многу геймери се уклучуваат да играат и да тестират. Шага има и награди, да знаете. Мислам дека имаше и од $100,000 вредни награди што сите ќе ги споделат. Мислам најдобрите ќе ги споделат таа шага. Кој има време да седне да си онаде, да, и ово е тука KG, овај типо што тестира по 5 сата, по 10 сата игри. Беше објавил исто за Star Atlas. Нема другари, тоа е. Ја најчето на Твитер за Star Atlas брмлям. И OBS студиото успева да ми заглаве програмата. Star Atlas страната тука, овај брато. Од Cointelegraph шо ќе ви го филозофирам кога шо е во Breaking Interpol Target Madam NGO arrested for 300 million crypto scam. Вау, 300 милиони измама, 2000 жртви, 20-30%. Чекај, victim with fake 20% returns. Другари, гледате ли Бенкок? 20-30%. Јас се извинувам, кафет удар. 20-30% овој поврат, тешка работа, брат, некој да ви даде. Значи 300 милиона ги е собрала, али сега ќе ги земат и ќе си скапа у затвор там. Бангкок, не дај Боже да идеш у затвор. Ние сме ставили Cointelegraph да се преведува у тоа, значи другари, отидете, еве го тука X-News, Refresh и ставате Translate сапата на македонски и си ги онадувате. Тука на компјутерот ги дава така, овие не се новите од оваа страна, од левата страна се новите и кога ќе извртете, значи гледате. Имате и внимавајте, менуват се, не е тоа сега нон-стоп да стоат. И исто и за видеото. Другари, изгледувајте ги тие што имате со превод.
на време, оти и после исчезнуват. Не е да стојат нон-стоп. Што сакам да кажам, гасам другари 30 минути е, чек шо. Denies conspiracy claims. Меме. Шо очекуваме, најнормално pump and dump. Telegram to Rise 7,5, не, yield, утре са вале. Ако не го спомна Triple, брат, Coin Telegraph, шо ти е, брат. Чекай, вие некош за Cardano нешто имат ли објавено? Ја не се сеќавам и лудаци, брат. Ethereum, белотка мечка, Tron. Брат, овие ја мислам дека многу чудна работа, ама за Cardano мислам дека бегат како од шумата од него. Другари, имате ги сега сите работи, нема шо да филозофирам. Веб-сајтот е направен, другари, сега да не седнеш денеска да го разлисташ веб-сајтот и да ми кажеш дека си крипто на македонски, брат. Одделени канали, се живо, сега шо да кажам, брат. Ставете под од ово. Ставете под како се вика, чек само тука да видиме, тоа не ми треба. Тука ќе направам ока. Ставете под видеото сега денеска на YouTube некоја идеја да речеме нешто што имате или некои вие канали кои што мислите дека се добри од Twitter и од YouTube што ги гледате. Пишете ги сега, можете у коментар да ставите и на YouTube, може да ставите и канали и од Twitter и од YouTube. И ќе ги разгледаме и тие канали, ако нешто се открили некој што стварно многу луѓе го пратат и стварно некои добри информации има. И тоа е, другари. Држете се до сајто, еве имате сега сајт и на тај сајт можете да си направите многу профит доколку на време ги изгледате видеото. Сега сакавте на македонски, сакавте, другари, на македонски, еве и на македонски, брат. И тоа е. Криптореволуција. Браќа. Чао.